Почитувани, добро вечер. Драго ми е што се гледаме после празнициве, се надевам дека убаво ги поминавте заедно со вашите семејства и се надевам дека можеби паричката баш и кај вас, кај некој од вас има паднато. Ние се враќаме повторно со нови материјали, со нови теми за оваа година. Не очекува навистина бурна година, имаме локални избори при крајот на годината, а некако тоа се вклопи и мојот прв подкаст во оваа нова 2025 година да биде со актуелниот советник од редовите на ВМРО ДПМН во Советот на град Скопје, Стефан Кирков. Стефан, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Валентин. Чести задоволство ми да ви бидам гостин, така да се надевам дека ќе имаме убав муабет и ќе го задржиме вниманието на сите што не гледаат. Ти благодарам. Пред да почнеме со оние прашања кои што мислам дека ќе ги засегаат граѓаните, кој е Стефан Кирков да видиме? Так, накратко, кој е Стефан Кирков или како што многумина ме познаваат и ме препознаваат по мојот прекар Стексо, е дете човек кој е пораснат, израснат во една од најстарите скопски населби, тоа е населбата Чаир. Скопски Чаир, горд сум затоа што сум пораснат таму во една мултиетничка средина, растен со многу луѓе од албанци, турци, бошњаци, така да дете кое може да видите секаде и човек секаде на Скопје, препознатлив во Скопје по она пасија која има во животот, тоа се животните, така да дете кој е пораснато на западната трибина која најава за Вардар, така да накратко еден скопски лек. Како ова сето доаѓа од живење во едно мултиетничко општина, со љубовта, со Вардар, со животните, како тоа се вклопува во вашиот живот, во твојот живот во еден момент? Од каде доаѓа таа љубов кон животните? Па, знаеш, Валентин, јас откако знам за себе, знам дека сакам животни. Значи, мислам дека со тоа се раѓаш. Значи, или ги сакаш животните, или не ги сакаш. Јас се носам со она кажаното и докажаното кој ги сака животните, ги сака и луѓето. И за себе знам дека сум било на дете кое секогаш одело надвор и собирало болни птици, мачиња, кучиња да ги лекува дома, да ги носи по ветеринари. Па со тек на таа паса и со тек на годините тоа стануваше се посериозна и поголема љубов и навлезеност во кинологијата, надпревари со кучиња во убавина. Како зооактивист, зоонеговател, следење на зоолошки градини, следење на кинологија во поново време, акваристика, така да тоа е една пасија во животот која те следи постојано, значи станува дел од тебе, дел од секојдневие и не за џабе нели рекле тоа кој ги сака животните, вистински ги сака и вистински ги сака и луѓето. И јас се водам по тоа и навистина сум среќен што ете живеам со тој епитет дека сум човек кој е препознатлив во Скопје и пошироко како човек кој е во Стефано со животните. На кој начин може да се допре до актуелни се темите секогаш со кучињата скитници, меѓутоа и со многу животни кај што ја би рекол за жал немаме некои закони за заштита на истите. Немам. Како може да се реши, како може да се дојде до решение на тој проблем? Како да ги заштитиме овие Така, животни? рак рана на оваа метропола и држава воопшто е проблемот со бездомните кучиња кои го имаме ние во Македонија, а поготово во Скопје. Еден податок, само на територијата на Скопје имаме повеќе од 5000 бездомни кучиња и се уште немаме ние официјално мапирање да знаеме со колкав број на бездомни кучиња овој град ги има на улиците. Не се виновни кучињата што се на улиците, виновни сме ние луѓето, затоа што ние сме придонеле тие кучиња да бидат на улиците. Од друга страна велиме дека сме град на културата Скопје, сакаме да привлечеме туристи, а во сите оние портали, во сите оние реклами кои се рекламира Скопје, се пишува дека внимавајте низ Скопје, на туристите се опоменати дека постои опасност да бидат нападнати. Скопјани се небезбедни во своето место на живење. Ние гледаме дека секојдневно билтенот на МВР е препун со луѓе кои се каснати од кучиња. Единствено решение е дека треба да не мудруваме многу. Да го земеме само примерот треба од околните земји кои го имале овој проблем со бездомните кучиња. Еден Истанбул, верувајте, го реши проблемот за 6 месеци. Значи, ако се сака, се може. Само треба системско и трајно решение. Хуман престој на животните, еден државен поголем стационар или помали стационари во секој општини е единственото решение според мен и според многумина активисти со кои го делат ова мислење, дека овој проблем може кај нас да се надмене. Се друго мислам дека се само басни и само отварање на предпријатија со некоја друга намена. Тука би се заштитили од една страна, да речеме,
животните бидејќи ќе бидат на едно место, збориме ќе има Така. храна, ќе имат вода, ќе имат безбедно Ќе место имат за хуман живење. третман до нивно вдомување или до крајот на нивниот живот. Со тоа што ќе имаат супер услови, а не да бидат на улици. Еве ќе ја земам програмата со која работи во моментов ЈП Лајка. Нели тоа е предпријатие кое е формирано и е стационар да ги трне кучињата од улица. Програмата со која работи ЈП Лајка е залови, стерилизирај и врати на улица. Што сме постигнали ние со кучето кое ќе го вратиме на улица? Можеби тоа е решение ако имаме ние бројка од 800.000 кучиња, па со таа работа нели ние би го решиле проблемот на треба време, треба временска дистанца. Не на тие кучиња повторно ќе бидат вратени на улица. Повторно ќе напаѓаат, ќе се собираат во чопори. Повторно ќе бидат мета на трујачи. Повторно ќе произведуваат и ќе бидат причините за сообраќајни нестреки. Значи не го решаваме со оваа програма со која работи ЈП Лајка проблемот, затоа што имаме ние епидемија од бездомни кучиња во градов. Единствено решение според мене кое напоменав е трајно и системско, со тоа што тие кучиња ќе бидат трнати пред се од улица, стерилизирани и чувани до идно нивно вдомување во некоја фамилија, ќе се проработи на таа свест за вдомување, ќе се вдомуваат кај нас, може и во околните земји, или ќе останат до крај на нивниот живот со еден хуман третман и хуман живот во тие професионални стационари. Се надевам дека ќе можеме да дојдеме до еден концепт кој што би го решил, да речеме тој проблем, бидејќи и јас исто ги сакам животните и се надам дека ќе можеме некако да ги заштитиме барем оние кои што се на улиците. Ова би го поврзал со моето следно прашање кое што го има планирано, тоа е зоолошката градина. Пред некој време бевме сведоци на едни нехумани третмани од луѓето што беа таму во имаше појава дека има нели епидемија на животните. Како дојдовме до Знаеш како јас ќе почнам со ова прашање затоа што ова прашање е исто една од моја пасија за зоолошката градина. Следам од своја најмала возраст и сум дете кое пораснало во зоолошката градина. Зоолошката градина се наоѓа во срцето на град Скопје. Еден податок за сите кои не пратат, зоолошката градина само за 2 години ќе прави 100 години од нејзиното постоење. И се смета дека е една од најстарите зоолошки на Балканов, па и во Европа. Значи, постара се претпоставува само дека е зоолошката во Австрија. Значи, Скопјани треба да бидат горди кога што беа со зоолошката градина. Ние за прв пат во последниве 3 години се соочуваме со ситуација да зоолошката градина во сите оние медиуми, портали, сите оние луѓе кои се зооактивисти ја опишуваат зоолошката како куќата на стравот. И тоа доволно кажува што и се како се случува во нашата зоолошка градина. Сметам дека овој менаџмент на зоолошката градина и оваа градоначалничка не си го сака Скопје, не си ја сака зоолошката градина, со тоа што направи низ промени на директори таму од причини познати само кон неа и за само 3 години замислете ние имаме епидемија на повеќе од 40 погинати животни екзотични, дел од нив под нерашистени околности. Значи тоа е опишувано кај нас, ајде привлекува внимание. Има луѓе што навистина Скопјани се сакаат зоолошката градина и општо сите македонци, но има луѓе кои ги следат зоолошките градини и оние информации кои може ги прочитате по порталите навистина се фрампантни. Се доведовме во ситуација да зоолошката градина после толку години постоење за прв пат има катанец на врата. И беше затворена поради вирусна бактерија, пред се од лош менаџмент внатре и под голем ризик да направи епидемија во целата земја, затоа што таму се појави птичи грип. И тоа е преносител на сите животни и преносител на луѓе кои секојдневно ја посетуваат оваа установа. Мене навистина ми е многу жал што морам да говорам за зоолошката во негативна конотација, затоа што јас не ја памтам зоолошката градина ваква. И не сакам да ја гледам во вакво издание како што е сега. Треба да бидеме горди, ако Скопје е метропола, ако Скопје е град на културата, треба да имаме една убава зоолошка градина со убави услови кој само ќе биде место кое ќе привлекува туристи и ќе биде место кај што ќе растат и дечиња и ќе се соочат со нивните први познавања за животните. Ако не се лажам, имате спомнато и дека мислам дека за малку би изгубила и членство на... Не за малку, членството е изгубено. Изгубено? Пред 2,5 години Скопје ЗУ го загуби статусот на членка на ЕАЗа, таа е Европската асоциација за зоолошки аквариуми. Тоа е, да појаснам, како Европска унија за луѓето. И значи ние бевме на прак да влеземе таму. Значи ние бевме пред самиот влез. Со доаѓањето на новиот менаџмент поставен од оваа агроначалничка, не само што го изгубивме статусот кандидат членка, туку имаме целосен бан да бидеме потенцијална членка во наредни 5 години. Тоа навистина
е фрапантно и некој мора да се поднесе одговорност. Ако ние бевме членка до сега, зоолошката градина немаше да биде на трошак на овој град. ЕАЗа ќе ги финансираше сите иновации внатре, ќе донесуваше многу, ќе носеше многу животни, ќе правеше размена со другите зоолошки, така да сега сме со ситуација каде што од зоолошката ние само може да видиме, за жал ќе кажем, една хорор приказка. Би сакал сега малку да свртам темата, да речем, иако и ова е дел од политиката, меѓутоа твоето искуство како член на совет во Така. во градот Скопје. Како е да си биде советник во главниот град? Како јас, Валентин, сум понов советник, веќе 4 месеци и најпрво не сум имал до сега привилегија, ќе искористам во твојот подкаст да се заблагодарам на мојата матична партија ВМРО-ДПМНЕ, на председателот на извршниот и централниот комитет, затоа што бев ставен на таа градска листа и смета дека треба да има човек кој од областа на животните кој треба да биде на листа на град. Се случи промени, ете среќата ми се насмевна, влегов како советник и навистина е чест и привилегија да бидеш советник во градот кај што потекнуваш ако си прав скопјанец и си го сака Скопје, но од друга страна сум тажен затоа што сум дел од советничката група и дел од советот во време кое ние како советници треба да бидеме гласот на народот. Меѓутоа ние све сме, ама не сме таму тоа што треба да бидеме. Затоа што сме советници во едно време каде што не идуваме на целосна ароганција од страна на градоначалничката и сме викани само кога и расправаме само за проблеми во градот Скопје кои не се решливи, него буквално сме дел од еден, да кажам, самоволие на градоначалничката и ние сме таму само фигури, за жал. Што се случува со седниците на советот? Многу пати си има случајно и градоначалничката да не ни доаѓа таму. 2,5 години градоначалничката на советнички прашања се нема појавено и тоа навистина не се памти во историја во град Скопје. Значи, пак ќе кажем, ние ако сме избрани од народот и треба да го пренесуваме сето оно што скопјани го црпиме ние од Скопје и треба да го пренесеме во град Скопје, ние немаме таму на кого да го пренесеме, затоа што градоначалничката не се појавува. Со тоа кажува колку е незината незаинтересираност за Скопје, колку ги почитува Скопјани, колку си го сака Скопје. И навистина пак ќе кажам, од една страна сум, навистина ми е чест и привилегија што сум советник, а од друга страна не сум среќен затоа што сум советник во едно вакво време каде што не можам да придонесам за нешто подобро за мојот град од каде што потекнувам си го сакам. Мислите ли дека тоа е заради тоа што таа сака така да се однесува едноставно како што знаеме како се однесува или едноставно не знае да ги работи работите? Па, Или води некаков инает, а се тоа е Јас на би штета на рекол- граѓаните на Јас град би рекол Скопје? од се по нешто. Меѓутоа, знаете како, да бидеш градоначалник на Скопје, треба да едноставно си ја сватиш работата сериозно. Затоа што ти си, она е градска мајка и треба да се грижи за Скопје. Пред се треба да си го сака Скопје и ако веќе си дошол до титула да бидеш градоначалник на град Скопје, треба да оставиш нешто што би се гордел понатаму, кажеш да ова е мој проект, јас сум горд или горда на тоа или направив нешто за мојот град од каде што потекнувам, на што ќе бидат горди сите Скопјани, па нели сам себе и моите деца. За жал, ние во 3,5 години веќе имаме градоначалничка во која се уверивме дека не си го сака Скопје, затоа што Скопје иде само назад. Од еден урбан град и урбана метропола во последните 3 години ние сме сведоци дека во Скопје не се случува ништо инновативно, напротив, имаме застој на јавни предпријатија, немаме превоз, сме најзагаден град во светот, така да пак ќе кажам се докажа дека Даниела Арсовска не си го сака Скопје и со секој ден поминат со незиното менаџирање во градот само го назадува Скопје во секоја смисла на зборот. Ги начнавте и јавните предпријатија. Што се случува вистински таму? Се менува директори скоро на секој 90 дена, на секој 100 дена можеби. Едноставно луѓето и да сакаат да почнат да направат нешто, немаат простор за ништо да започнат. Гледам и доста долгови, немаат пари јавните предпријатија. Кој е проблемот во овие Проблемот сметам дека знаете како, ако еден човек се искара со сите и никој не му чини само тој е праведен, верувам дека ќе се согласите со мене дека проблемот е во самиот човек. Даниела Арсовска може да влезе во Гинес, затоа што смени повеќе од 40 директори на јавни предпријатија и никој не ја чини. И сите се криви, само она е во право. Во однос на јавните предпријатија се во целосен колапс. Ние гледаме дека ЈСП, ако не беше владата да му помогне, ние ќе немавме сега градски превоз. Комунална хигиена се соочува со недостиг на работници, со недостиг на нафта, со недостиг на финансии. Паркови зелено исто. Значи сите јавни предпријатија кои се под нејзи, она ги менаџира, гледаме дека не функционираат. Еве зборевме за зоолошката градина.
зборевме за лајка, зборевме за комунална хигиена Скопје нечисто. Значи, се што е под Даниела Арсовска, нејзе никој не ја бойкотира. Она не знае да работи или пак не сака да работи. Така да, со секој ден поминат на незиното менаџирање на овој град, Скопјани трпат. И мислам дека ќе биде, не мислам, сум сигурен дека ќе биде запаменета како една од најнеспособните и најнеспособен градоначалник кој го има Скопје. И ова можеби е премногу сурово, но е сепак моје мислење кој јас го делам, а верувам дека и многу Скопјани ќе се сложат со мене. Јас искрено сметам и дека изминатава недела и снегот што заврна, секогаш општините имаат свои можности да го исчистат, да беше на надлежност на град Скопје, може уште ќе имаше снег. Меѓутоа, тоа не е смешно, тоа е навистина на трагично. Што според тебе ќе биде решение на проблемите кои што се создадоа само поради оваа личност? Знаете како, проблемите се создадоа и тлеат веќе 3,5 години и веќе мандатот на градоначалничката Арсовска е пред самиот крај. Нас месеци не делат од локални избори, јас сум многу среќен поради тоа, затоа што сум сигурен, кој да дојде после Даниела Арсовска, кој да дојде, ќе си го сака Скопје многу повеќе, него што си го сака Даниела Арсовска. Така да навивам со секој помина ден, да помине оваја голгота многу побрзо и многу по-безболно за Скопјаните колку тоа е можно, чекајќи ги локалните избори и прав човек кој ќе застане на градот за да ги среди сите работи во Скопје, затоа што ние од една метропола, верувам ќе се слуши со мене, Скопјани заборавија да се смеат. Скопјани немаат урбан живот, ние немаме ноќен живот, немаме културни манифестации, немаме спортски манифестации. Се уназадивме буквално во секоја смисла на зборот, затоа што час поскоро таа имаше осет, до сега ќе си поднесеш и оставка, меѓутоа еве ќе издржиме неколку месеци, сме на прак на нови избори, на прак на нов градоначалник за избор и јас сум сигурен дека Скопје ќе доживее една револуција во која сите ќе осетиме дека има подобрување и навистина ќе бидеме горди што сме дел од Скопје и да се чуваме нашата метропола, затоа што животот е премногу краток, Скопје не едно, тука сме родени, тука не се имаат слушано најдобрите работи и треба да си го сакаме и чуваме Скопје. Така е, убаво кажавте ова последно, бидејќи навистина во изминативе неколку години, јас би рекол и повеќе, не само 3,5 години, навистина Скопјани заслужуваат едно поубаво место за живење, особено и кажавте и за комуналната хигиена, која што Скопје никогаш не било попрљаво од денес, исто и за јавниот сообраќајен превоз, каде што треба навистина да се вложи онаму каде што е најпотребно, нови велосипедски патеки, да се помогнат за кучињата скитници, така да мислам дека нашавме една навистина па би рекол и горлива тема која што се случува изминативе неколку години во градот Скопје, но за некоја среќа брзо доаѓаат локалните избори, се надевам дека кандидатот кој да биде од ВМРО ДПМН ќе го предводи градот Скопје во подобар и понов живот. Јас сум сигурен дека ќе дојдеме до тоа, па ќе кажам на прак сме само неколку месеци, така да ајде да направиме нешто подобро за Скопје, затоа што Скопје заслужува. Така е. Стефан, ти благодарам за ова твое вечерашно гостување. Се надевам дека беше се супер. Супер, да, навистина ви благодарам и за поканата. Секогаш е чест и привилегија да се разговара за ведри теми, да се разговара за убави теми. Се надевам дека нареден пат кога ќе бидам гостин, ќе може да се пофалиме за нешто подобро и за животните и за нашиот град. Се согласувам, ти благодарам уште еднаш. Фала и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание. Вечера разговаравме за проблемите во градот Скопје, со она кои што се сочуваат граѓаните на градот Скопје, но и за решенија на истите. Ви благодарам за вашето вечерашно гледање и се гледаме повторно во недела во 20 часот. Поздрав и секое добро.